Bonjour, ça va bien? Ајде да ја откриеме темата на денешниот час. На што не асоцираат дадените зборови? La musique, la télévision, le sport. Сигурно веќе погодивте дека темата на овој час е слободно време или хоби. Les loisirs. Ќе научиме да набројуваме активности од слободното време и да ги опишуваме со едноставни реченици своите омилени активности. А како ќе искажеме афинитети за активностите во слободно време? Се разбира со глаголите кои веќе ги сретнавме во темата училиште. Aimer, adorer et préférer. J'adore. Обожавам. J'aime. Сакам. Je préfère. Преферирам или повеќе сакам. Je n'aime pas. Не сакам. Quels sont tes loisirs préférés? Moi, j'adore la musique. Et toi? Peut-être tu aimes les films ou la musique? Најпрво да се запознаеме со неколку активности поврзани со музика. Можеме ли да откриеме кој што сака? Разгледате ги сликичките и обидете се сами да ги дополните речениците со Écouter de la musique, danser, jouer de la guitare et chanter. Ајде да видиме дали погодивте. Elle adore jouer de la guitare. Elle aime écouter de la musique. Il aime chanter. Il préfère danser. Еве неколку активности за спорт. Продолжуваме самостојно да откриваме. Дополнете ги речениците со le foot, jouer au basket, nager et faire du vélo. Да провериме. Elle aime jouer au basket. Elle adore nager. Il aime faire du vélo. Il préfère le foot. Qui aime les films? Ајде повторно да погодиме кој што сака. Il adore les dessins animés. Elle aime regarder la télé. Il préfère aller au cinéma. И уште неколку активности. Секако има уште многу кои не ги споменав, но знаењата за слободно време ќе ги збогатуваме постепено и во понатамошните лекции, а и во следните оделенија. Ајде да видиме. Qu'est-ce qu'il adore? Il adore dessiner. Il aime jouer aux jeux vidéo. Elle préfère lire. За да ги запомните и потоа да умеете да ги опишете вашите омилени активности, ви подготвив една игра. На дадениот линк може да ја отворите играта која е на сликата. А потоа од десната страна може да продолжите со други игри на истата тема, односно за истата лексика. И една друштвена игра, меморија. На линкот може да го симнете документот, да го испринтате, исечете и секако потоа да играте. За крај, ви предлагам неколку активности во кои ќе ги представите своите омилени активности користејќи ги вашите мобилни телефони. Напишете краток текст за вашите омилени активности во слободното време. Креирајте видео или пак уредете слика. Може да искористите ваша слика и да додадете кратки реченици како во примерот на десната страна.
Интересно би било сите ученици од вашето одделение да ги споделат своите изработки на едно место, за да може секој да прочита и да види кој што сака. Например, со апликацијата Padlet може да креирате виртуелна заедничка табла и да споделите текст, слика, видео или линк. Merci de votre attention. Passez une bonne journée. Restez chez vous et apprenez le français.